Дедо Мраз и изгубеното магично жарче. Еднаш, 2 недели пред Божиќ, во дворецот на Дедо Мраз се појави лошиот грип и разболе многу од џуџињата кои правеа играчки. Болните џуџиња кашлаа, киваа и беа исцрпени. Денот го поминуваа лежејќи во кревет и пиејќи топли чаеви со надеж дека побрзо ќе оздрават. Но грипот беше многу заразен и освен џуџињата ги зафати и сите ирваси, освен Рудолф, кој Дедо Мраз го испрати на пат. Рудолф пристигна и ги донесе сите потребни кутии за божичните подароци, но Дедо Мраз беше многу загрижен дали ќе има доволно играчки за сите тие украсни кутии. Стравуваше зашто многу од вредните џуџиња беа болни, а доволно време за да успее да се направат сите играчки до Божик имаше се помалку и помалку. Сите здрави џуџиња работеа постојано, макотрпно, ден и ноќ, за играчките да бидат готови, но тоа не беше доволно. Даниел и Марко беа џуџињата задолжени за поправки на санката на Дедо Мраз и секоја година ја правеа се побрза и се подобра. Но оваа година, бидејќи ирвасите беа болни, Марко и Даниел мораа да најдат начин како санката да лета со истата магична брзина, исто како што би летала доколку ја влечат сите ирваси. Имаше само едно решение. Мораше да се употреби едно мало волшебство, еден дамнешен подарок што Дедо Мраз го беше добил од својот прапрадедо Мраз. Тоа беа 3 магични жарчиња. Магичните жарчиња прапрадедо Мраз ги имаше добиено на подарок од еден волшебник како благодарност за сите подароци што ги добивал како дете. Магичните жарчиња ја црпеа својата сила едно од друго и се додека беа едно до друго, гореа се посилно и создаваа магична моќ. Но постоеше една опасност. Ако некој од жарчињата се оддели од останатите, подолго од еден ден, сите жарчиња ќе ја загубат својата магичност, ќе изгаснат и ќе станат најобични каменчиња. Откако ги зедоа жарчињата, Марко и Даниел веднаш се фатија за работа. Најпрвен направија мотор што ќе работи со помош на магичната сила од жарчињата, а потоа во санката одделија место каде жарчињата безбедно ќе горат и на моторот и на санката ќе им дадат магичен погон за на најубавата ноќ санката да може да лета со полна брзина низ целиот свет. Но на маките на Дедо Мраз им немаше крај. Со толку многу болни џуџиња, пресмета дека до божичната ноќ нема да успее да ги доврши сите играчки и реши да побара помош од Марко и Даниел. Ги повика во својата соба, седна на својот удобен стол, кратко воздивна и од џебот извади 2 лижавчиња во форма на бастумчиња. Дедо Мраз им кажа на Даниел и Марко дека му треба помош во работилницата за играчки и дека оној кој што го извлече по краткото бастумче ќе дојде да му помага во изработка на играчките. Кога им го кажа тоа, мудрите џуџиња ги сукреа рацете зад грб и не сакаа да влечат бастумче. Дедо Мраз сепак се насмевна на ова и му објасни дека без готови играчки ниту тој, ниту санката ќе полетаат, што значеше дека многу деца ќе останат со скршени срца и неисполнети желби. Даниел не остана рамнодушен. Појде кон бастумчињата во рацете на Дедо Мраз и го седе бастумчето што се наоѓаше во десната рака. Бастумчето беше цело, што значеше дека Марко ќе оди да му помага на Дедо Мраз. Марко малку се налути и не сакаше да ја напушти работата околу санката, но сепак реши да помогне колку што може и умее. Покрај Дедо Мраз, Марко работеше со огромна брзина, правеше играчки како да ги правил сиот живот и свати дека и не е толку лошо да се биде помошник на најсаканиот дедо.
Ден пред Божик сите играчки беа готови. Дедо Мраз енергично и возбудено ја полнеше санката со убаво спакуваните подароци, како да му е прв Божик. Откако ја наполни, скокна во санката и со Рудолф тргнаа на пат. Наработејќи на играчките, Марко заборави дека едно од магичните жарчиња не беше убаво прицврстено во санката и дека е можно жарчето да испадне од неа. На полетување, токму тоа и се случи. Од санката испадна едно жарче и падна на подот во работеницата. Дедо Мраз не почувствува дека нешто се случило и леташе сосема безгрижно. А Рудолф трчаше по небото и санката леташе совршено. Но Марко, одејќи во работилницата, го виде изгубеното жарче и многу се исплаши за дедото и санката со подароците. Го седе жарчето, го стави во кутивче и со својата мала санка на млазен погон побрза да ги стигне. Санката на Дедо Мраз леташе половина час, а потоа двете жарчиња полека почнаа да се гаснат и санката почна да ја губи својата моќ и брзина и почна да паѓа. Паѓаше полека, а Рудолф чувствуваше дека нема доволно сила да ја задржи на небото. Така, за кратко време санката слета во дебелиот снег и се заглави. Рудолф проба да ја потегне, но санката воопшто не се ни помести. По 10 минути и затоплувањето во санката престана да работи и на Дедо Мраз почна многу да му студи. Се тресеше од студ, но не знаеше што не е во ред со санката. Одеше одоколу, ја дзиркаше санката, но не забележа каде е проблемот. За миг помисли дека овој Божик ќе биде најлошиот во историјата. Си замислуваше наслови во весници, што велеа дека славниот дедо не постои и дека се е измислица. Се натажи уште повеќе кога се сети дека децата веќе нема да му веруваат и дека наредната година нема да му пишуваат ниту писма со желби за подароци. Но сите мисли ги прекина силниот звук на небото, од каде што забрзо се појави Марко со својата санка. Слета и отиде до Дедо Мраз. Во кутијата го носеше третото, изгубеното жарче, пошто го намести и убаво го прицврсти. Сега трите жарчиња повторно беа заедно и пак си даваа сила едно на друго. За 10 минути сите жарчиња повторно се разгореа и санката почна да се затоплува. Дедо Мраз го гушна Марко и реши да прекрши едно божикно правило што го изненади храброто џуџе. Дедо Мраз му соопшти дека за неговата храброст ќе го награди малиот херој со тоа што ќе го земе со себе, за да му покаже магична авантура, да му биде добро друштво и да му помогне навреме да ги однесат играчките во домовите на сите деца во светот кои со душа го чекаа најдарежливиот дедо, оставајќи му млеко и ковачиња. Така и беше. Кога санката се наполни со сила, Дедо Мраз и Марко скокнаа во нејзе и полетаа во обиколка на светот, носејќи подароци на сите деца на земјата.